Дојдовме до големото финале. Во мене морам да признам измешани емоции. У исто време сум многу среќен, меѓутоа има и некоја тага, бидејќи се приближува крајот на едно навистина интересно патешествие, низ кое што поминавме многу. 18 учесници почнаа од буквално аматери, не знаеа во што се впуштаат, да на крај завршиме со навистина сериозни кулинарски креации. Искрено се надевам дека многумина од вас ги инспириравме. Но многумина од вас покажавме дека нашата традиција е богата и огромен потенцијал за гастрономскиот свет. Се надеваме дека многумина од вас им беше интересно, дека не бевме досадни. Се надеваме дека многумина од вас имаат свој фаворит и денеска и ќе навиваат. Среќен сум што нашиот втор дом, FJ кулинарското училиште, токму тука се одржа ова кулинарско шоу, една супер идеја. У исто време сакам да изразам една огромна благодарност до целиот тим. Сакам да ги поздравам сите што беа вклучени во ова кулинарско шоу, да не ги набројувам, да не потрае ова најава, преднајава. Меѓутоа, голема благодарност до секој еден што беше дел од ова шоу, беше дел и остави свој печат, и голема благодарност и до нашите спонзори. Сакам да се заблагодарам, ќе ги спомнам пред се, тука ни се президент, ќе ги спомнам компанијата Лакталис. Голема благодарност до братство што веднаш видоа дека се работи за квалитетен проект. Сакам да им се заблагодарам на Мак Петрол како златен спонзор. Голема благодарност до Халк банка и така натаму останатите спонзори ко Жувчанка, Рамстор. Они се исто така голем дел виновни што ова шоу изгледа како што изгледа. Исто така ова шоу докажа дека луѓето кои што беа дел од него навистина имаат пасијата. Понатаму докажавме дека и ние навистина знаеме да ги пренесеме техниките и од ентузијасти на почетокот на крај. Еве во полуфиналето видовме навистина професионалци кои што функционираа во речиси синхронизиран тим. Меѓутоа, ајде да видиме како во финалето нашите натпреварувачи ќе зрачат и со кои јадења ќе ни се представат. Епа, драги гледачи, да почнеме. Ние сме спремни. Не требаше да си кажам дека си верувам у тие работи. Значи, јас сум Увен у хороскоп. Увен е првиот знак, Увен е лидер, Увен е победник. Запамти го тоа. Не ти кажам што ми пише, кој ќе победам, ќе ти кажам. Ќе видиме, ќе биде опасна битка со оглед на тоа што и двете се доста стабилни, сте ложени, искусни во готвењето, креативни. Ќе биде интересно. Ама ќе се потрудам да го оправдам како машка единка во екипата. Мислам дека спомнав во некоја од претходните емисии, ме праша шеф Филип што би направила со $1.000.000 и кажав дека сакам нешто луксузно. За мене, да појаснам, луксуз представува време посветено со семејството. Луксуз во денешно време е да јадеш храна која што има вкус, како порано бабите што ни готвеле, затоа што сега сени се служи по рестораниве, подлижанот или доматот ни е пластичен, пиперката е пластична, нема ништо вкус. За мене луксуз е за мене луксуз е тоа. Епа, драги гледачи, време е за финале. А во финалето имаме едно правило. Дали знаете како гласи? Нема правила. Баш така, нема правила. Емилија, Марија и Александар ќе пловат во немирни води, ќе имаат шанса да се покажат пред македонскиот аудиториум со своји лични креации на храна. Голем дел од она што научија низ шоуто и голем дел од она што сами со себе си понесоа во шоуто како знаење, очекуваме да видиме во следниве неколку часа нивна креација на 3 јадења. Имаме предјадење, главно јадење и десерт. Она што се они лично и интимно во чинијата ќе го склопат во неколку часа. Нека биде продолжување во модерната светска гастрономија на македонската традиција.
Нешто така. Малку сложено, ама тоа ми беше идејата. За предјадење имам полната пиперка, се готви доста често кај нас. Еве во Велес да речеме кога се готви. Тоа го сменив само со тоа што нема да полнам бамбарка, него ќе полнам чили пиперка. За главно јадење имам подварок, лично моја омилена манџа. И подвараче со мевце, така малце, уште кога ќе се спомне името и мене ми иде одма топло на душичката, така. А за десерт баклавата малце ќе ја модернизирам, ќе има сите елементи што ги има баклавата, ама ќе бидат спремани на малку поинаков начин. Како деконструирана баклава, нешто така ќе му дојде. Марија, Емилија, Александар, дали ги замисливте вашите јадења? Нешто многу битно во кулинарството. Че морате да визуализирате, доколку го замислите, веќе 90% од работата е завршена. Ради тоа ви реков, слободно скицирајте ги вашите јадења, слободно донесете си рецепти, денеска нема правила. Денеска сте сами на себе, немате асистенција, ви посакувам успех, Благодарам. искрено уживав во ова шоу со вас, Исто. ви посакувам лично успех. Имате многу строго жири, морам да ви кажам. Александар, голема почит до сите вас. Строгото жири се состои од секојдневни гости, конзументи, кои што имаат доста истренирано непце за вкусови и ароми. Ќе ги најавам низ емисијата. Само сакам да кажам, во ваши раце е угледот на 180 степени. Јас, како Филип и како ваш домаќин и ние како FJ Кулинарско училиште, ќе ве замолиме додека готвите да имате на ум дека го штитите угледот на 180 пред целиот македонски аудиториум. Сакаме да видиме нешто извонредно. Епа, драги гледачи, почнуваме со финалето. Нека победи најдобриот. Дечки, среќа. Со Дечки, среќа. со среќа.
Надпреварувачи, се е под контрола. Се надеваме, да. Александр, што имаме за предјадење? Бакардан. Така. Таму. Бакардан. Тука сос бел од опчо сирење со павлака, малку да асоцира на наше традиционално македонско, односно овче кисело млеко и овче сирење. Со бакардан што вино? Не ги да било. Ракија? Рекиничка. Секам тука да видам што се спрема за предјадење. Полното пиперче. Предјадење. Предјадење? Да. Нешто ми личи интересно. Полното чили пиперче. Се лесно. Фала. Овде некој макалце ми се спрема. Да. Подупчето не се знае. А јајца во варење? Махало јајца варење? Не. Злата, а не, тоа е за друго нешто. И не заварени. Не, ми се личи на варење, викам му макало. Долга емисија, така има. Добро, бе, нешто за десерт ги спрема. Нешто ќе при. Суф лук кај некој да нема? Што бараш? Суф лук. Не. Обично не ведем, сакаш. Не, имам обичен, фала. Не се зема, па е тоа. Што бараш? Суф лук. Пази, шош.
прва емисија кога дојдов, кога снимавме, кога ме праша што би готвеле следен пат, што би сакале да готвите, реков дека сакам да готвам некои комплицирани јадења, нешто што одамна не сум го готвела, нешто што е дел од нашата македонска традиција, нешто што е дел од нашата историја. Тогаш реков дека ќе готвам чомлек, ако дојдам до финале дека ќе готвам чомлек. Имав друг план да готвам за во финале. Планот ми се смени са бајлево. И реков дека ќе си останам достојна на зборот што го кажа во првата емисија дека ќе готвам чомлек за главно јадење. Александар ни е спремен со предјадење, па да ти кажам право пријатно сме изненадени сите. Колку време помина? Супер, супер. И би те замолил накратко да ни презентираш на комисијата. Да, наш традиционален качамак, презентиран малку во помодерна верзија, значи стварен класично, додаден путер, додадени чварки до совршена крцкавост, не препржени, мислам дека се таман, овчо сирење и со ова јадење мислам сакам да докажам дека не нашите традиционални македонски јадења не се само наши македонски традиционални, него може да одат понатаму во интернационалната кујна. Значи, како вака презентирани. Секако, јас најпрво како добар домаќин би ги замолил нашите две драги дами денеска со нас во кулинарското училиште, Луна и Надица, дали имате прашање најпрво. Луна иначе вински експерт и доаѓа од винарија Камник, наша добра пријателка и ментор на класот за спарување вино со храна. Така беше? Така беше. Надица е маркетинг тим на Перутки на Птуј, исто наши соработници. За Птуј ќе оставам ти да ни кажеш некои детали. Така да ајде најпрво почнам Луна, дали имаш прашање кон Александар? Од каде идејата качамак, чварки, овчо сирење и јајвар? Фантастично ти е замислата, само ме Мене ми потекла, само што ги кажа вака, одма почна да ги лачи пунка. Сето тоа се наши традиционални намирници, кои што пробав да ги спојам во едно, вака да личи малку помодерно јадење, да не биде само качамак, значи сето тоа да биде споено и да биде сервирано вака малку во висина, за да добие некој поинтернационален изглед, да речеме, а сепак да биде наше македонско традиционално. Секоја чест. Надица? Браво, многу интересна фузија на традиција и модерно и сакам да пробам. И јас сакам. Едва чекам. И да го поздравиме и Димитар денеска со нас во студиото, голем дел од FJ кулинарското училиште. Димитар, наш добар пријател, експерт за пиво и што уште не, Дики, ќе оставам ти низ емисијата да ни се представиш. Дали имаш прашање? Прашање не кажа од кои се наверниците кои што се користени, гледаме како е тоа сервирано, станува да го пробаме, па да го кажеме нашиот. Ја имам едно прашање, дали количинава е адаптирана за сите нас 5 или ова ти е количина индивидуална? Ова индивидуална количина не е за 5 особи, затоа што добро, може требаше да биде поголема, Ти благодарам. меѓутоа Не. Ова е премногу за нас 5. Масив си, уште си у форма на масив. Ти благодарам, Александар. Вкусот све ќе каже. Ти благодарам. Па имаме и втор надпреварувач спремен за презентација на предјадењето. Ајде, Марија. Добро вечер. Добро вечер на тебе. Поверата. Јас како предјадење ви направив две макала. Ова се наши макала, традиционални македонски. Едното е луто. Ова што е црвено е луто. Кој не јаде луто, нека не пробува. Добро пикантно луто. А другото е мудар патлиџан, малце сирење, павлака и ореви. Ова е лути пипарки, ореви, лук, доматно пире, малце вода, сол и масло. Лепчето. Лепчето, Во јас твој го стил месев. секогаш супер изгледа. Така Лепчето сега го месев, само што го испржив, уште е топло, прекрасно за макање, за мацкање. Ти благодарам. После исто прашање. Лепчево како пита, Лепчево како пита, така. И Маја ни е исто спремна. Ајде, повели. Вала.
по вилата. За пред јадење се одлучив денес да направам полната пиперка. Полната бамбарката ја заменив со чили пиперка, за малце лутина да даде. Сервирани се на постела од лабне со малку лимон за да балансира луто. На здравје. На добар пат сме и одиме понатаму. Добро, топла вода нема или што ја не знам. Не знам ли да ја пуштам. Оваа страна. Пушта ни боља. Там. Фриждерот. Пази. Што е ката. Еве. Ема, дали имаш во пиперките нанево самиот замес месото? Нане е тоа? Нане фаќаме или коријандар? Коријандар има во лабнето. А во месото, има малце нане? Макдоналдс. Макдоналдс е тоа? Немаш нане, значи? Не. Океј. Па не знам која е поголема конкуренција денеска. Јас сум од моето отсуство на надпреварувачки дух сама на себе сум си секогаш. Конкуренција сама со себе се надпреварувам. Сите имаме различни се продуктите, различно е менито, така да не гледам некој од нив како конкуренција, ги гледам како дел од екипата, како да се изразам.
Што бараш, кажи ми? Што бараш? Павлака за готвење. А? Павлака за готвење. Денеска спремам буквално така наречена модерна гастрономија на традиционален македонски начин, со тоа што ќе вметнам малку некои елементи на три традиционални македонски јадења. Тоа се качамакот, како прво, јагнешкото месо како второ и трето неизбежна тиква во овој есенски период, како десерт. Секој сабирам. Не, колку прилика само 2-3 минути, 5 минути. Максимум. Путер отворен, да нема некој? Овде има малку, само многу малку ми малку, треба. многу малку има. Да знаеш. Зашто ваа не иќе? Злата? Не иќе ова индукција. И кај мене неќе се преска. Ова не иќе. Индукцијската ли не те работи? Да. И кај мене од еден поеќе не работи. Почната со десертите ви? А? Да. Да? Маца, готово ли ти е тоа? Како? Готово ли ти е тоа? Појма не. Искрено. Заглавив ја нешто друго. Добро, кај се другите за фаќање?
И повторно Александар ми е прв со главното јадење. Шефе, дали си сигурен дека тоа е тоа? Се надевам. Едноставно, не многу, како што рековме, да биде попразна чинијата, нема... Овдека има за 5 за секој Те појден. краси, преполнување, те краси до сега. Ама овој пат сега е... И тоа баш зборуваме. Многу внимавам и најреално меродавни ќе бидат нашите гости денеска. Јас многу внимавам никого од вас да не оштетам, бидејќи знам ни што се поминавме, ви ги знам и слабите и добрите страни. Така да ќе ми објасниш на кратко повеќе. Јагнешки котлети, кратко пропржени, сосема кратко, пошто се многу млади и сосема кратко, од зачини, основни зачини, бибер, сол, рузмарин, малку мајчина душица, пирето направено по некој мој рецепт со павлака за готвење во која што врија билки. И после тоа, значи, рачно пасирано. Сос од нане и магданос со малку лукче, лимун. Така, едноставно, не сакав многу да комплицирам, да не правам некои нели красења или Сосот е ова околу. да, околу, а и од згора ова што е како доаѓа како некој тип на чимичуди, само што е не е типично чимичуди, но Балкански чимичуди. Балкански чимичуди, ето така. Па добро, мириса супер. За мој вкус, повторно малку си на страната на преполнет тањир. Не знам некој од судиите нешто друго да каже? Мефца, пошто има многу малку за да може да пробаат сите, затоа тај идејата ми беше тоа ми се така. допаѓа. Значи да има од секој по едно котлетче за да проба. Многу фер. Од тој аспект. Многу фер, ти благодарам. Пази, жешко. Да не се... Ајде, што ќе земаш? Ќе видам дали ќе служам ва. Се разигравме. Yes. No. Злате? Ајде има, поведи. Пире од подворок, расол стасан со свински врат и карамелизиран кромит. Малку луто пиперче. На подворокот имам исто ставено малку лут зачин, да не ве изненади. Тоа во школата се запозна со тој зачин и ми е еден од омилени сега. Кој тој зачин, извини? Тогараши. А, добро, добро. Тоа е како јапонски буковец, да кажем Да, нешто. Така. да. Само има и портокал, има и микс од сладко неколку и зачини. солено, неколку зачини. Тогараш да, и има ми и е сусам, да. Многу добар. Океј. Врато те печен па сецкан? Како? Врато те печен па сецкан? Сецкам па пржен, па отпосле го исецкав за да малку смени боја. Така, добро. Прашања? Некој? Не. Нашите гости се доволни, благодариме. Мене почува да ми фали малку боја, не знам за вас, дали се слагате, нели? Малку. Добивме некако колорит кој што не е забавен, онаков е, знаеш, скара и пире. И Марија ни е спремна за презентација, повелете. Главното јадење, знаете дека на многу вечери е финалето. Сите ве памтат по главното јадење. Тоа ќе се сложи луна, поминува многу вечери во Камник. Така. Десертот знае малку да извади, меѓутоа сите не памтат по главното јадење. Се уште сме на Балканот, да. Да. Аха, ми се допаѓа, некој истражувал. Што значи чомлек на турски? Значи месо со млеко. Значи земјен сад. Земјан сад и месо во млеко. Чомлек. Да. Така, садче некое земјано, ми се што си го послужило автентично. Чомлек се јаде во Охрид претежно, Злате, Ресен, Битола, се јаде чомлек. Најпознат во Македонија е крушевскиот чомлек. Крушево се јаде, ете. Да. И Скопје се јаде во чомлек, мора И да кажам. веле се јаде чомлек. Имаме национална гастрологија на Васко Цуцулевски, кој што чомлекот го става и во скопски јадења. Значи во Скопско се јаде во чомлек. Што има внатре? Месо, телешко месо, многу мали кромичиња, кои се викаат арпаджик кромичиња. Значи тоа е најситните кромичиња се бираат.
се прави од еднакви количини на месо и кромит. Значи, главните состојки на јадењето се месо и кромит. Остатокот се попратни вкусови, кои, в зависност од регионот, се менјава. Значи, овој е велешки, во Велес ние ставаме суви сливи. Додава многу автентичност на јадењето и зимско јадење. Да. Во Крушево ставаат суви пиперки. Во Охрид ставаат суви пиперки и суви патлиџани. Вонатре. Сега, секој си го прави како што си го учил, како што си го јадел дома. Јас си го направив како ние дома што го правиме. Во текот на правењето, кромичињата, затоа што се варат со вино и малце шеќер, тие се карамелизираат. Мене ми се многу повеќе кромичињата него ли месото само, кога го јадам. И убаво е да имаш што да си макнеш. Значи, ни спреми твое традиционално домашно јадење. Да, денеска јас реков дека ќе припремам јадењата на баба ми. Исто како да сте на гости ке баба ми, она е почината, ја ќе ве послужам со незините јадења. Фала ти. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Многу киселината како му го има неутрализирано. Оне нешкото, тешкото. Многу. Фантастично. Секој чест. На вкус е драма. Да. Има, не ми смета, ама го осеќам. Тука е присутна. И тоа ќе го изгледаш во моментот Вкусно кога е, да е на само плюс оцена. нема путина, труд, што нема- го така нешто. Нема труд, нема потреба. Доби убава деветка. Ги запекол, ги ставил не е штицен коска на Ето ја да ги пробам прво. што... Сервирање. Од тој аспект, да. А за вкусно е. А 259? Готова? Не. А? Пофијам кај мене. Да, ма го земав тој и го ставив овој тука. Ја знаеш више таа рерна, многу едноставна. Шамот, два греачи. Шамот и два греачи. Е сега, гледа што си направила. Сега у моментов, од кога гледам од тука, горниот греач ти уклучен на максимум. Рерната ти е на 350 ти е рерната. Тоа е сега појачано, не е. Преска беше 220 со 220. Аха. Горниот греач ти е многу јако уклучен. Овој горен греач не ти треба толку јако. Ќе печеш пак и во оваа рерна, внимавај, на 350 само пица. Ништо друго. Или пастремајлија. Или некои фурнарини. Ти го остив, мислам, таму или не? Сега. Ева. Завршуваме и... Ова не го правиш ти? Друго? Не.
Драга жири комисија, имаме надпреварувач спремен со презентација на десерт. Марија, повели. Марија прва. Ја имам 2 десерти денеска. Само момент ке се вратам. Имам уште еден. Чекаме, имаш и количка, слободно користи ја. Еве кога имате повеќе за да пробате. Што е второ? Ова е лимон пасет. А првото е баунти на мој начин. Тоа е мој рецепт. Тоа е долниот дел, кафениот дел е црна чоколада, темна чоколада, бисквит и лешници, ништо друго. Горниот дел е крем со кокос, путер, млеко, на мој начин. Океј. Прашања? Ќе пробаме? Тоа, ме занимаше да знам што е ова. Так, ова иначе една интересна информација која што Марија сподели со мене, ја запамтив дека било еден од десертите на свадбата на кралицата Елизабета. Не, тоа било единствениот десерт. Што се... Стварно единствениот? Да. И било милениот десерт на кралицата Елизабета. А што е внатре? Лимон пасет. Тоа е крема која се прави од лимон, крема и млечна крема и шеќер, ништо друго. Значи тоа е многу едноставен рецепт со само 3 состојки. Целата технологија кога ќе го затоплиш доволно млекото, да го пресечеш со лимонот и да се згусти и да се направи крем. А лимонот се ренда во млекото? Првен се ренда кората, за да се добие оној мирис и убав мирис на лимон, а после да се цеди лимонот и се става внатре. Значи, десертот е многу лесен, многу е и лесен за подготовка, и лесен за јадење, а му отвара многу А декорацијата со босилок, твој печат или исто нешто со ови? Исто. Значи, не треба да се стави босилок, треба да се стави лимонска трава или онаа што е маточина. Тоа се Тоа е, да. но најблиску до маточина ние имаме босилок кој е прелиен со лимон. И за да мириса на лимон босилокот, но дава и тој печат. Обично се сервира со некое друго овошје, кое е сезонско, кое може да се најде свежо, може да се сервира со бобинки, може да се сервира со јагоди, може да се сервира со праски, со било што, озгоре, или само така. На многу свечено изгледа кога се сервира во чаши, а едноставно е многу вкусно. Ќе пробате, ќе видите. Благодарам. Да, кога би требало да му дадам име на сето ова што го готвам денеска, би го крстила на ручек кај баба, заради тоа што сите тие јадења сум ги јадела кај баба ми. Баба ми била најголема инспирација за да почнам да готвам. Од некој мој 10-12 години со нејзе сум се боричкала во кујна и сум учела од нејзе. И не сум сретнала човек во мојата фамилија што знае да готви како нејзе. Бог да ја прости, почината веќе 12 години, ама секој мој успех во кулинарството го препишувам нејзе. Ми осте едно тетрадче со рецепти она што ги учела од мајка ѝ. Она имаше само трето деление завршено, 2 знаеше да пишува, ама тетрадчето со рецептите се уште го чувам. Еден ден се надевам ќе имам можност да го објавам некаде и да остане дел од македонската традиција, затоа што има над 200 рецепти запишани со неразбирливо македонски букви, ама пошто научила бугарска школа. Ама тие рецепти се дел од нашата историја. Имаме спремен надпреварувач за презентација. Дали тоа ема? Да. Ајде, Емилија. Баклава на мој начин. Корите се печени поединечно, една по една, со сирупот во кој што обично баклавата се пече. Малце го сменив јас редоследот на припремање. Крема со маскарпоне и лимон за да освежи и направив желе шорткат од локом од рози. Добро. Извини, од што е желето? Од локумот. Од локумот. Локумот, да. Сварен локумот и желира, зашто Не, тропи Да. нешто не слушнав. чекај да мирисов има не. А да, има и роза тука, да. Ружана... Дамаскус. Да, Дамаск. да.
Прашања. Измеѓу корите и филот има Кажам маскарпоне и лимон, само тоа имаш? Маскарпоне, лимон и павлака за готвење. Малце маскарпоне, баклава, никако нели маскарпоне, баклава. Листам сега фолдери, викам маскарпоне, Италија, баклава, друга Па страна микс на малце ја светот. се На направи. Балкан на средина. Нека љуби се исток и запад. Италија ми е омилена земја, така да морав нешто и од неа донесам. Да, има она нели кюнефе, користа сирење, Интересно. Да. користа сирење у Што ти кажат прс? користа. Зашто не у баклава си? 100% има и баклава, чизкейк. Види, Чизкейк баклава. сладокравје, сирење, Да, многу десерти, многу десерти. Ако имаме Дубај Не е чоколад, надвор од мислам концептот, дека- не, не, Дека да. можеме и баклава со маскарпоне да имаме. Не е далеко од концептот, да. Па денеска за менито си го осмислив, мислам ми е на се темели на нешто што го имаме кај нас во македонската кујна, што е традиционално, ама одлучив малце да му дадам модерна нота. И се што ќе се користи го имаме сите по дома, така да и некој ако сака да си го рекреира како рецепт тоа што ќе се направи денеска би можеле. Од ништо нешто еве да речеме да се направи. Луѓе, бе, со време, како Јас сме? почнувам да одбројувам 10, Што збориш, зар толку сме близко? 8, 7, 6, Чекај, Александар. 5, Еј. 4, 3, 2, 1. Точно на време. фотофиниш. Заврши. Финалето, тоа е тоа. Ова е твојот финален десерт? Да, Што ни спреми? тарт со тиква и ганаш од чоколадово зрно. А кај си личињата? Се предомислил последен момент? Да, ги тргнав да изгледа малку визуелно есенски десерт, затоа и ги ставив како парнати, па траги од листови и така беше. Добро, идејата. само прашам, пошто Да. примети фреска друга. А подлогата е? Подлогата е тарта од Состои. Што состои? брашно, жолчка, путер. И брашно. Ти ви беше криво да не стигнеш на време? Искрено, добро изгледа за последен момент десерт. Искрено, тиквата, мислам дека нема некој кој не обожава сред октомври тиква. Луна не е фан. Јадам, па не сум луда по Јас сум фан, јас сум фен. така. Фен, оние, знаеш, фенови, старите. Така. Па, прашања? Дали имаме? Мириса на есен, така. Класикот, сакам да цимет пробам. внатре во тиквата, да. Тие Значи, се тие се тие, да. зачините. Мене се алергична на цимет. Сега имавме алергија на цимет. Генерално не сум алергична на ништо. Така. На лошо вино. Конечно, гледаме од твоја страна да го наречеме плейтинг модерно или едно малце покреативно сервирање. Добро си ја, да кажеме, организира од чинијата. Ми се свиѓа што си направил некоја златна средина, па си наросил и така. Колку и да е тоа, да кажеме, некоја си Аматерски, више видена техника на декорација, пак има некоја геометрија, има некоја форма чинијата. За разлика од претходните јадења кои што ти беа превкусни, а ти фалеше форма, ти фалеше дизајн на самиот плейтинг, како да ти кажам. Ставно, сето тоа беше без љубов сервирано, без дизајн, без така, некако беа само, знаеш, она, чекаме храна и ни ја дават, али кога пробавме храната беше стварно превкусна, уште ми стојат котлетите како нешто највкусно што пробав денес. И само да прашам, чоколадово треба вака намерно да се гледа тиквата филот, така? Да, Не е тоа е на скроз- слоеви. Еден слој така. се пече, Добро. па уште еден и ганажот до згора се става. Не треба целосно да е Не, покриен. малку треба да се растече, ова е сега малку врело, заради тоа што е во интерес на времето. Секогаш заради размислувате боја, текстура, форма. Боја, текстура, форма. Вкусот се разбира дека мора да е добар. Значи, вкусот е, меѓутоа кога сервирате боја, текстура, форма. У претходните тањери ми фалеше боја. Многу беа, еве и ќе види аудиториумот на камера, сигурно ќе се покаже како, знаеш, фали малце живост, фали малце нешто што ќе ги... Тоа е нешто што и го кажав. Оживеа онака, Мислам на знаеш. сите генерално ние плейтингот
некој повише, некој помалку. Ова до сега е најдобар плейтинг, па и капината Сега горе, дека се го вежбал. свежина и така натаму има и ливчиња свежо, ова што е? Босилок, да, мали цветот ливчиња босилок и две ливчиња Се мислев да босилок не е и нане, капината да. све е во есен, затоа што Имаш есен. форма, имаш добар плейтинг, добра организација на чината и така натаму. Дечки, да пробаме. Ако победам денеска, имам испланирано дел од средствата за студија за готвење, како што кажав и на самиот почеток, а за остатокот ќе истокнеме, ќе се снајдеме. Ова беше блиску со десертов, Луна. Да. Значи, не ми се допаѓаше притисокот до последна секунда добиеме десерт, Ама издржа, издржаа. донесоа, Да, да. убаво изгледа. Ја мислам дека десертов го краси денешниот надпревар. Така би Па би се рекол. надевам, ќе не извадат. Да, и се Да надевам. пробаме. Се надевам дека баш така десертот ќе извади целата ситуација. Што да пробаме прва? Ајде, повелете прв, почна мислам дека прва беше денеска ни донесе десерт тема. Марија. Марија беше. Марија беше точно, Марија беше прва лемон по сет. Да, сега Марија кажа со да двата комбинираме И од двата. да. Ајде да видиме. Може ли ја да ве послушам вака? Имаме лаички за сите. Ајде ве, од Јас лева прва страна да Луна, слушам зашто ти е јас. омилено баунти. Ова беше баунти, да. Едва чекав да го Уште пробам. си под импресија на баунтито на Малдивите, а? Да видиме дали е близко. Ќе мислам дека ќе го стигне. Повели Ајде. се. Вака се сервира. Види, ова е тарижливо сервирано. Да. Еве Дики повели. Ова ти, ајде злате, па јас ќе остане тоа. Пол вкус. Се гледа дека е полн вкус, да, одма на самата текстура се гледа. Така, не може да е лошо лешник со кокосов чоколада. Може, најдобро сум направила. Направила лошо баунти? Направила. И кремот му изгледа. Усеќам дека овде има само мрвици или не знам што е основата, меѓутоа ми фали како баунти не треба да биде со тесто, треба да биде само вака, чоколаден крем. Па баунти е генерално чоколадо и кокос. Тоа е комбинацијата. Може по Не знам, мене ми е како мусли. Има како бисквита. Да, како И бисквитата- конзистенција. Го намалува интензитетот на чоколадото. Имајте предвид дека не е оладен доволно и дека уште млад. Да. така не да, Кога би бил оладен, малку другачије ќе реагира вкусот, мислам. Може ли лимонов ја прв да го пробам? Земам таа чест. Еве, за камерите ја видат, супер идеална кремаста структура, како Не е мус. лош реално. Ова ми е одлично. Да пробаме сега, наред ми Само е малку да Ема. стигнат. Јас сакам да ја оценам Марија пред да продолжам дека има. Ќе ставам Ќе овде. бидам генерално. Добре. Нели? Палмина мас многу на Се осеќам попла. Хопла. Па мислам да не правиме реклама за брендот Хопла. Не, Генерално кремот за готвење. хидрогенизирана палмина мас. Не премногу оптеретен. Ама не се осеќа онака, Да. ама го нема баклава моментот, знаеш? Само името стои. Да, не го сетив ја, например, кај подварокот, имаше некоја доза на подварок, испратен како сигнал во... Поблиску Да. ми е до ова француско... Вкусовите ти баба не мислам. Милфеј? Милфеј него до баклава. Па да. Јас сум жив и здрав да. Поблиску ми е до... Не осеќам баклава концепт, не го видов. Као мини Лисно така до што тие е Ама како баклава беше представено. Да. Да беше представено како... Грешка да. она, не знам, у терминологија би рекол. Поише. Одиме понатаму, У однос на Не укус, знам, мене ми се допаѓа многу вкусно. да пробам и Александар. да. Техничка подготовка. Така? Да. Се Изгорена? Не мислам. Не, стварно изгорена. Па изгледа до дола на малку.
Чекај се, вкус. Класично избора. Марија беше мамо Така? 40. Избора. Мамо ти имам тести. Сега ти го пробаме. Вкусно. Вкусно, али со секој избора. И има горчината од изборено. На изглед. Јаглено-осано. Сега ти пробаме. У тоа беше Кората со тесто е предебела и центарот на трешноста не е баш стабилна. Не, целосно доминира загореност, значи онака горчина доминира буквално нејадливо. И кората е премногу робита од што е загорена. Океј, тоа е што е. Почитуван публикуме, да се консултираме жири комисијата и се враќаме наскоро. Епа, драги мои пријатели, дојдовме до крајот и на финалето. Пред се да се благодарам на Луна, Надица, големо благодарам и до Димитар, што бевте денеска дел од жири комисијата на ова големо финале, на овие големи тројца надпреварувачи, за кои што верувам дека денеска, и убеден сум, не го дадоа својот максимум, под притисок на финалето, може и многу повеќе. Меѓутоа, свесен сум што значи тој притисок, сум го поминал и знам ни што поминавте. Горди сме на тоа што го покажавте. Злате ќе се сложи дека и низ самото снимање видовме многу по-планирано и организирано готвење од нивна страна. Многу подобро им изгледа станиците. Денеска некако изгледа многу притисок ви дојде на грб. Меѓутоа, сепак успеавте во тајминг. Успеавте да извадите 3 сериозни креации кои што сите нас не изненадија. Ќе ги замолам Надица, еве пред се, збор 2. Како си помина? Так. Едно преубаво и поинакво искуство морам да признам. Ти благодарам Филип и цела екипа. На вам ви благодарам што ми укажавте чест да ги пробам сите ваши специјалитети. И од името на Перутнина Птуј за вас примивме едни символични подароци. Луна, како си помина, до сега не си била у комисија, беше во комисија, Бев еднаш, значи више си искусен судија. Далеку помал беше тогаш притисокот од сега. Фала ти уште еднаш на покана, секогаш е чест и задоволство кај тебе. Фала ви дечки, стварно на вас се гледа со колку љубов и пасија и емоција и креација готвите и колку вложевте во секој еден од следовите. Во името на винарија Камник исто така ви спремивме едни символични подароци за вас тројца финалисти. И посакувам целата среќа. Дики? Прво да се заблагодарам на поканата што учествував на оваа финална вечер. Ви благодарам и на вас, на такмичарите, кои што го припремивте она што ни го сервиравте оваа вечер. Евидентно притисокот е голем на вашата страна, порелаксиране од нашава страна. Направивте тоа што направивте, верувам можете уште подобро и по-професионално кога ќе се земе во предвид дека сте сепак аматери. Вашата љубов и ентузијазам излезе на површина. И за третопласираниот, не знам точно кој ќе биде во овој момент, шоуто 180 степени обезбеди рачно изработен шефовски нож од мајсторот Гоце Марковски. Да, Мартиновски. Мартиновски, ја се извинувам. Да. И со здравје да си го служите, се надевам дека ќе подготвувате уште повозбудливи и поубави јадења. Злате, збор 2. Јас пред се да му се заблагодарам на пребројачите за истрајноста, за нивните креации. Пробавме интересни работи, можете подобро. Се надевам, знаете кај е грешетка. И само да надополнам за второпласираниот, компанијата Братство, нашите спонзори исто и пријатели, спремја еден интересен сет кој ќе го добие, како што кажав, второпласираниот. Јас би рекол дека и овие униформи ги добивате од ФД Кулинарското училиште за спомен. Ќе
ќе ни биде чест и ќе бидеме горди кога ќе ги носите во сите ваши кулинарски предизвици, дали во вашиот дом или што и да одлучите. На мене остана да го прогласам победникот. А баш ви стоат добро униформи, не ви кажав до сега, вака сите ми изгледате освежени, задоволни, среќни. Победникот на 180 степени е Марија. Вака, ја би ти рекол следно. Од старт имаше силата да победиш, и имаше силата. За малку, морам да кажам, дека една голема техничка грешка на Александар те извади. За малку, таа преголема самоувереност ќе те лизнеше. Значи, биди самоуверена, продолжи, меѓутоа, секогаш полека и дозира ја таа самоувереност. Користи ја како сила, користи ја како мотивација, меѓутоа, полека, негова техничка грешка те направи победник. Ти честитам, сосема заслужено. Благодарам. 1 милион денари, со здраве си ги трошиш. Што друго може да се каже? Нека ти се со среќа, сосема заслужено. Емилија, сосема заслужено. Имаш второ класирана. Ти честитам. Многу добро предјавење, бе воодушевен. За финесите ќе зборуваме понатаму. Александар, криво ми е кога видов дека десертот е загорен. Искрено. Значи, навистина, добро изгледаше, конечно сервирањето ти беше онака што викаат spot on, ти беше комплетно на место, вкусовите комплетно сезонски, највкусен котлет, највкусно главно јадење, ќе се согласат сите. Голем аплауз за сите. Делувавте како прави професионалци. Горцум и горцум што ќе ги носите понатаму овие наши униформи. Останува да ви се заблагодарам за учеството, да ви се заблагодарам за вашиот огромен придонес со вашиот карактер, енергија и све што носите со себе. Целото ваше знаење, нашиот аудиториум на гурмани, кулинари, шефови и домашни љубители на храна и готвење, мислам дека многу научија од вас и мислам дека покажавте на крај една сериозност на ниво на професионалци. Прв пат останувам без зборови, ете. И тоа се случи. 180 степени, прва сезона заврши. Победи најорганизираниот, победи оној што најдобро планираше, што ќе ни подготви, што ќе ни представи. Уште од старт Марија знаеше дека цумлеко ќе ја донесе во финале, тоест ќе биде незината порција за финале. Блиска борба беше. Ја мислам дека малку фалеше Александар да го земе нејзиното место, меѓутоа сите знаеме колку е лесно во кујната работите да тргнат надолу. Поминавме низ многу традиционални македонски јадења. Првата сезона буквално ја одбележа македонската гастрономска традиција. Горди сме, како ЕФџ кулинарско училиште уште една, што бевме домаќини на вакво едукативно кулинарско шоу. Голема благодарност до целиот тим. Сакам да се заблагодарам на секој поединечно, меѓутоа многу имиња ќе треба да спомнам. Така да голема благодарност до сите наши спонзори што веруваа во овој проект. Голема благодарност до целата режисерска, продуцентска екипа. И за крај оставаме Злате да не одјави емисијата. Од мене толку. Поздрав, да сакам и се гледаме во следна сезона. Како што кажа Филип, првата сезона на шоуто 180 степени заврши. Јас сакам да ги поздравам сите 18 кандидати кои беа до сега, кои ги видовме сите нивни креации,
го поминаа нивното време тука во ФД Кулинарското училиште и секако да ги поздравам и гледачите. Да му порачам дека ФД Кулинарското училиште е тука за секој од нив, за сите аматери и професионалци кои сакаат да се надоградуваат, да учат во светот на гастрономијата и едноставно да го одјавам на крај шоуто. Ви благодарам на сите, на гледачи, на учесници, на сите тие позади камери. Фала ви уште еднаш, се гледаме наредно. Поздрав! И како што е ред, денеска да доделиме првата награда, освоената награда во име на цела компанија Макватрол. Сакам да ти честитам Благодарам. за освоените 1 милион денари и се надевам дека ќе ги искористиш за убави работи. Па имам некој план, планирам да одам за Австралија, па добро ќе се радат овие 1 милион денари за малце шетање. Ви благодарам посебно на Макватрол за овие 1 милион денари. Ви благодарам на телевизија Телма што направи едно вакво шоу. Благодарам на ФД Кулинарското шоу што ни овозможи на сите учесници да научиме многу повеќе за кулинарството и многу нови рецепти, за остапениот простор за снимање. Се надевам сите млади луѓе и домаќинки кои имаат желба да готват, ќе се пријават за втората сезона од шоуто. Ќе има, се надевам, многу сезони, многу добри готвачи ќе испаднат од ова шоу и имајте надпреварувачки дух, не секогаш најдобриот победува, некогаш победува и тој што највеќе верува во себе.